Денеска е 5 јануари, а вие следите вести на Слободен печат. Невообичаено топло утро во јануари. Од четврток имаме најава за заладување и снег. Времето денеска ќе биде облачно со повремени локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен, наместа засилен ветер од јужен правец. Минималните температури денеска во интервал од 3 до 9 степени, а максималните ќе достигнат до максимални 14. Во Скопје времето променливо облачно со услови за повремен дожд. Ќе дува умерен, повремено засилен ветер од јужен правец. Минималните температури денеска ќе се спуштат до 3, а максималните до 10 степени во Скопје. Под влијание на нестабилна воздушна маса до крајот на неделата времето ќе биде променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, кои наместа ќе бидат и над 20 литри на метар квадратен. До среда ќе дува умерен, а долж по Вардарието повремено засилен ветер од претежно јужен правец. Во четврток и петок ветерот ќе го смени правецот во северен, што ќе услови пад на температурите. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници вели: дигиталниот напад врз Слободен печат е напад врз слободата на медиумите. Редакцијата на Слободен печат повторно се соочува со координирани ботовски напади на социјалните мрежи, со очигледна цел да се згаснат профилите на Инстаграм. По претходниот напад во ноември минатата година, нападите продолжуваат и се прошируваат, овој пат и врз вториот профил на Слободен печат. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници бара брза, итна и енергична акција на основното јавно обвинителство и Министерството за внатрешни работи при координираната и злонамерна активност насочена кон профилите на Слободен печат на социјалната мрежа Инстаграм. Ова очигледно организирана и нарачана активност, предизвикана од масовни пријавувања на содржините, е со јасна цел – нарушување на работата на редакцијата и форма на притисок врз медиумот кој со ништо не ги нарушил правилата на платформата. ССНМ смета дека овој вид на напади, а во случајот на Слободен печат, циклично и константно се повторуваат, е директно загрозување на слободата на изразување, правото на информирање и безбедноста на онлайн просторот и бара итна институционална акција на надлежните органи во прв ред на основното јавно обвинителство и МВР. Тие мора да преземат се што е во нивна надлежност и на медиумите кои се глас на јавноста и совест на општеството да им овозможат непречена работа. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници се надева дека Слободен печат, како еден од водечките медиуми во земјава, нема да запре со одговорното и транспарентно работење и ќе продолжи со професионалното новинарство, иако предизвиците се огромни. Но подлегнувањето на обидите за замолчување преку новите начини на дигитален притисок ќе бидат исполнување на целта на лицата или интересите групи, велат од ССНМ. Мицковски, стоиме зад потезите и аргументите на нашиот стратешки партнер САД. Ние како влада апсолутно стоиме зад потезите и аргументите на нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави, рече вчера премиерот Христијан Мицковски по војната акција на САД во Венецуела и апсењето на тамошниот претседател Николас Мадуро. Прашан околу експресната поддршка што Македонија ја даде за потегот на САД, кој голем дел од европските држави го оценија како кршење на меѓународното право, Мицковски рече дека истите тие земји молчале кога се кршело меѓународното право во случајот со нашата земја. Она што мене најмногу ме загрижува е што во минатото имаше громогласна тишина од тие европски и светски земји кога меѓународното право се кршеше на грбот на Македонија и македонскиот народ. Тогаш сите тие оглувија и никој не го коментираше тоа. И сега сите коментираат дали било меѓународно право или не било. Познавам голем дел од тие што коментираат, а не се меѓународно правни експерти. Јас би го оставил тој коментар на меѓународно правните експерти, рече Мицковски. СДСМ исто така со свој коментар. По акцијата на САД против Мадуро, спие ли мирно Мицковски поради врските со Орбан и Вучиќ? САД спроведоа действија поради криминални активности со дрога во Венецуела, каде цел беше Николас Мадуро.
Пред оваа акција на САД, кои беа политичарите и единствените земји во Европа кои го поддржуваа и развиваа соработка со Мадуро? Тоа се блиските пријатели на Мицкоски, велат од СДСМ, да не речеме негови деловни партнери Орбан во Унгарија и Вучич во Србија, пишува во соопштение опозицијскиот Социјалдемократски сојуз на Македонија. Вучик најавуваше блиска соработка со Мадуро пред само неколку месеци, а Унгарија со Орбан на чело беше негов поддржувач. Граѓаните многу добро ја знаат поврзаноста на ДПМН на Христијан Мицкоски со СНС на Вучик. Освен што сите политики им се исти, освен што Мицкоски го спроведува истото сценарио на неговиот стрико Вучик, тука се и бизнис релациите кои СДСМ ги откри преку скандалот со Алта банка. Во неговото последно интервју Мицкоски зборува и за блискиот пријател Виктор Орбан, кого Европската Унија го обвинува за корупција по скандалот со имотот што се води на името на неговиот татко. Што е заедничко за сите овие десничарски политичари и големи пријатели? Тоа што се отворија сериозни теми за криминал и корупција, велат од СДСМ. Армијата на Венецуела ја поддржа Делси Родригес за привремена председателка. Министерот за одбрана на Венецуела Владимир Падрино Лопес изјави дека војската и дала поддршка на подпредседателката Делси Родригес да биде привремена председателка на Венецуела. Таа беше поставена на функцијата од Врховниот суд по американската воена акција во која беа заробени председателот Николас Мадуро и првата дама Силија Флорес, пишуваат странските медиуми. Војската го отфрла кукавичкото киднапирање на Мадуро и неговата сопруга, плоднокрвното убиство на голем дел од неговиот безбедносен тим, војници и невини цивили, кажа Падрино во ТВ обраќањето. Тој го повика народот на Венецуела да им се врати на своите нормални активности. Министерот за внатрешни работи Диосдадо Кабелјо изјави дека владата останува обединета за Мадуро, кој е во притвор во Њујорк и утре првпат треба да се појави во суд. Единството на револуционерните сили е повеќе од загарантирано, а тука има само еден председател, чие име е Николас Мадуро Морос. Никој не треба да падне на провокациите на непријателот, изјави Кабелјо. Трамп се закани на новата лидерка на Венецуела. Американскиот председател во телефонско интервју за списанието Атлантик упати отворена закана до председателката и нова венецуелска лидерка Делси Родригес, велејќи дека ако таа не го стори она што е исправно, ќе плати многу висока цена, веројатно поголема од Мадуро, осврнувајќи се на Николас Мадуро, кој сега се наоѓа во затворска келија во Њујорк. Трамп јасно стави до знаење дека нема да го толерира дрското отфрлање од Родригес на вооружената интервенција на САД, што резултираше со апсење на Мадуро. Дискутирајќи за иднината на Венецуела, тој сигнализирал јасно отстапување од неговото претходно незадоволство од промена на режимот и градење на нацијата. Знаете, обновата таму и промената на режимот, како и да сакате да го наречете, е подобро од она што го имате во моментов. Не може да биде полошо, рече Доналд Трамп. Мадуро денеска пред американското судство. Приближно околу 12 часот по локално време се очекува Николас Мадуро да се појави пред судот во Њујорк. Ова е историски и клучен момент за иднината на самиот поранешен председател на Венецуела, бидејќи ќе го означи почетокот на судењето и ставот што тој и неговата сопруга ќе го заземат во него. Во исто време, додека во земјата продолжуваат пребирањата за следниот ден, пишува Блумберг. Со изјавувањето дека случајот против Мадуро правно е невозможно да се отфрли, Доналд Трамп, новиот привремен председател на Венецуела, го намалува тонот, зборувајќи за првпат за соработка, иако американскиот председател бара од неа целосен пристап. Судијата Алвин Хелерштајн, кој го води случајот на Мадуро 10 години, ќе ги прочита гласно обвиненијата против Мадуро и неговата сопруга, а потоа ќе го праша дали се изјаснува за виновен или невин.
Идентификувани се сите 40 загинати од трагедијата во Швајцарија. Сите се млади, голем број малолетни. Швајцарската полиција ги идентификуваше сите 40 лица кои загинаа во пожарот за време на Нова година во ноќниот клуб Le Constellation во скијачкиот центар Кран Монтана, соопштија властите на кантонот Вале. Обвинителството потврди дека пожарот е предизвикан од употреба на пиротехнички фонтани во зградата, објави BBC. Според досега утврдените податоци, меѓу жртвите се 6 италијански државјани, а повеќето од жртвите се млади луѓе, меѓу кои и голем број малолетници. Пожарот избувна за време на новогодишната прослава, а според истражителите, пожарот се проширил многу брзо низ затворениот простор, создавајќи густ чат и паника кај посетителите. Кантоналната полиција објави дека се идентификувани и последните 16 жртви, со што е завршен процесот на идентификација на сите починати.